Почитувани граѓани, денес политичката партија Демократи излегува на протест против измената на кривичниот закон и законот за амнестија кој што моментално го предлага владата. Се случи тоа на почетокот на оваа недела, така што како политичка партија го организиравме овој протест против овие измени. И затоа денеска ќе го изразиме нашиот револт и тоа ќе биде искажано из неколку говорници кои што ќе говорат во однос на овој закон кој што се планира да се донесе. Како прв говорник, како и секогаш нормално, председател на Демократи, господин Ѓорго Огневски, го поканувам да го изнесе својот став по однос на ова прашање. Благодарам, Илија. Се обраќам од пред собрание на Македонија до граѓаните на Македонија, до народот. Сакам да ги поздравам и да им посакам да ни се придружат во борбата што ја водат демократи повеќе години за правда, слобода, вистинска демократија и еднаш за секогаш да изградиме функционална држава. За жал 32 години сите знаеме што ни се случува во нашата држава. Се менуваат политички гарнитури на власт, политички бандити, кои што ние како демократи ги нарекуваме политички, злосторнички, криминални банди. Од редовите на криминалните партии на СДС да помене дуи и нивните полтронски привезоци. Ние денес протестираме пред собрание против промена на кривичниот изборен законник, кој кривичен изборен законник пред 3 недели го променија, си ги намалија казните. Ова е направено за политичарите криминалци, кои што крадеа, пустошеа во овие последни 32 години од сите овие политички партии. Замислете во тој закон што го променија, пример за злосторничко здружување, направија да биде казнато од 1 до 4 години за водителот на тоа здружение, за главниот, а за членовите од 1 до 3, а беше пред тоа од 1 до 10 години. За споредба само да ви кажам, ако вие по некоја случајност направите голема штета на животната средина, минимална казна донесоа закон да биде 10 години за извршителот до доживотна казна. Ние немаме против да имаме строги закони. Демократи предлагаат доживотни казни, високи казни за криминалци, кои што ја плачкае Македонија во последните 32 години. Предлагаме и смртни казни за луѓе како што беше злосторството во онкологија. Луѓе кои што ги споредуваме со Менгеле, тие се менгелевски методи. Замислете да не му давате лекови, а вие сте медицинска сестра или лекар, тоа посвирепо полошо нема, да му продавате лекови по некоја астрономска сума на пари и на крај да ги умирате тие луѓе. Колку илјадници луѓе имат умрено во онкологија по државните болници во Македонија во последните 32 години, верувајте, повеќе од 100-200 илјади. Од негрижа. Тоа е злосторство што се врши према нас, граѓаните и народот. Денес владата вели, ние ќе предложиме закон кој што ќе амнестираме одредена група на криминалци. Велат, не се секирајте, нема да ги амнестираме убиците, луѓето што силуваат, наводно луѓе што се вовлечени во мито, корупција, но ќе амнестират одредена група на луѓе, наводно да ги празнат затворите. Верувајте ми,
ovaj zakon za amnestije ne treba da se donesi, nije kako demokrat mislim protiv, zato što na jedan način i pokraj ova što ne lažate i manipulirate da ovaj zakon za amnestija ne je za ovije tipovi na kriminalci što nije gi vikame funkcioneri, tije već si go donesoja zakono, go promenije krivični od izboran zakonik. Samo jedan primjer da vi kažem koliko je opasno da se žive u Makedoniji. Vo krivično zakon ima zakon 236, koji što veli za teški kražbi može izvršitelj da leži od 1 do 10 godina. Što je to teška kražba ako ukradiš 50-30 hiljadi evra da vleziš u nekoj stan ili nekoja firma? A koliko možete da ukradite? 100.000 do 200.000? A pa velat, zamislite, za funkcionerite su promjena na krivični zakonik. Ako vi ukradete pola miliona, milion, 5 milijardi, zakon je napravljen da ležite zatvor od 1 do 4 godine. Znači, ova je strašna rabota što ni se slučuje u Makedoniji i zato nije izlegovme danas da protestirame protiv zakona za amnestijen. Stalno nešto amnestirat, nekogo amnestirat nekoj kriminalci, da ga izvadat od zatvora, svega ima izbori, pa posle da mu služat na ovije politički strukturi. Tukaj se site mešam. Znači, vo krivični izboren zakonik pomože da pomane koji što izigruva luda opozicija, tije ne su opozicija. Tije su rabotuvat, su SDS da pomane. Cel život su rabotovali. Napravija kvorum. Ako ne be vo sobranije, ne možeće zakono krivično da se promeni. Mu odgovara na site. Nije imame ljudje koji što su izbegani, premijeri, imame funkcioneri, teški kriminalci koji što ima po 3-4 sudski procesi. I zamislite, su ovaj zakon što ga donesu, su promjena na krivično izboren zakonik. Kes 90% onih, ako ne i povejke, dela takim zastarom. Što znači to, dela takim zastarom? Pa tije nema ljudi da bidat procesirani, nema dodat po zatvori, nema da mu se odzemi bogatstvo to. Nije ko demokrati se borime da se zgolemat kaznite na kriminalcite, pogotovo na političkite kriminalci ili teški stopanski kriminalci koji što ukradija milijardi, milioni dolari u Makedoniji. Nije se borime u Makedoniji da ima doživotna kazna, koga se izglasa zakon o krivični zakon da ima doživotna kazna za nekogo. Da li je to firma ili fizičko lice koji što će napravi golema šteta na života te sredina, da odi minimalna 10 godini zatvor i doživotna, zašto nije da nemame doživotna kazna za ovije monstrumi koji što 32 godini indirektno politički zboruva monstrumi, stane je ubici. A zašto se ubici? Zato što tije gi krade parite od narodni, od budžet, od nas građanite. Na mesto da se gradat bolnici, na mesto da imame oprema, na mesto da imame lekovi, da bidat plateni zdravstveni работници, ние што имаме, креираја ги скрадија парите, наместо да се инвестират во здравството, си ги пикнаа во своји джепови, имаат милиони, милиарди евра, живеат раскошен, разипнички живот, на сметка на осиромашување на сите нас како граѓани. Народа на Македонија, македонци честни, албанци, Турци, Власи, Грци, Бошњаци, Роми и други македонски граѓани, освестете се. Македонија не може да чека повеќе. Нема време за чекање. Ние сме во распаќе. Или тотално ќе се распадниме и сами ќе се уништиме. Македонија не може да има перспектива кога младите ни заминуваат масовно, поточно протерани се од овие злосторници, кои што седат во собрание 32 години, носат криминални закони, носат закони за нив.
Ние имаме во тие болници чудо луѓе. Зборуваме за пензионери. Па нормално, ко се кради фондо, нема пари, ко се кради народниот буџет, па ќе имаме 100.000 пензионери со пензија од 12.000 помалце. Кој може да живее со тие пари 31 ден, 30 дена во месецот? Благодарам 11.400, господине, фала. За социјалците со 2.000, 3.000, 4.000. Благодарам, господине. Благодарам. Значи се бориме за сите категории, се бориме за полицијата. Страмота полиција денес да не брани бараме. Честни полицајци живеат на 24, 5, 6 илјади денари месечно, не може пол од месецот да го поминат. Имаме во полиција луѓе на одговорни функции со години, со стаж, земат по 30 и нешто илјади плата. Дали некој од нив и 40, да си ја купуваат сами опремата, да немаат топол оброк, да не може да му се даде бенефиции на тие луѓе, дали ќе бидат станови, дали по 2 недели државата ќе им дозволи додат со својата фамилија на летовање. Нема за тоа пари. Нема пари за професорите, учителите. Професорка, учителка поточно ми кажува: те молам, Јорго, да кажеш дека ние што работиме по селата, живееме во градовите, ние мораме да си оплаќаме автобускиот превоз. Зошто ова држава да нема пари да му плати нове луѓе 3-4.000, 5.000 месечно да им обезбеде превоз? Па гледате, нема автобуси за превоз на ученици, нема топол оброк во училишта, нема книги. Ние уништуваат пополека, но сигурно јас како македонец, македонската историја, овие лопови што седат во собрание, функционери, менуваат учебници по желба на нашата НЕП Бугарија. Пак ќе кажам и кажувам и секој ќе кажам. Бугарија не спречува да влеземе и става вето во Европската унија. Ние сме проевропски. Ние сакаме денес, не утре. Пораки до Европа. Променете си го законот. Самиот закон ваш не чине. Европска унија, пробуди се. Една Бугарија или некоја друга земја ве спречува во вашиот развој. Ве спречува затоа што сте донесле закон на консенс. Да имате консензус од 27 држави, тоа го нема нигде. Тоа му постои само во диктаторски држави во светот. Ние мораме да се бориме. Европа да знае, Македонија, народот, повеќе од народот, сака да биде Европа, во Европска унија, затоа што сме Европа. Македонија географски е во Европа. Сакаме да бидеме пријатели со Америка и сме пријатели, тие ни се најдобри сојузници со Европа. Сакаме да бидеме пријатели со цел свет, со секоја држава што не сака и почитува, и што сака нова мала измачена држава со векови да му помогне. Нас не ни треба да имаме пријателски односи со некој што нас не сака, не оспорува. Поготово ние македонците сме спорени од бугарите со децени. Не сме постоеле од 45-та. Па јас имам дедовци, прадедовци од 1800 и вие, кои што биле македонци, бре луѓе, се прокламирале, цел живот некој не асимилира, не потурнува. Ние во Македонија живееме и со албанци, турци, власи, роми, босњаци, и ќе живееме и заедно ќе се избориме за подобра Македонија, за некриминална Македонија. Нас во собрание не ни требаат 120 пратеници кои што ќе работат за своји лични интереси. Некои од нив се тешки криминалци.
no nema koji da gi brka, nema koji da gi spreče. Zato, а тука го повикувам народот и граѓаните на Македонија, сите заедно, на следните избори да му ставиме крај на овие ситни души, психопати. Тие не се политичари. Политиката е работа, луѓе, во светот. Погледнете во одредени земји, политичарите се борат нивните држави прво да бидат економски јаки. Мојтни народот има леп да јади, плати да има, вработувања, здравство, образование, инфраструктура, животна средина. Ние сме труени секој ден со отровен воздух, собрајќај хаос. Македонија пропаѓа со овие луѓето. Од редовите на СДС да поменедува нивните шеестина полтронски коалициони, привезоци, партии, не се ни партии, бре господине. Партија е демократи. Ние се бориме за доброто на сите граѓани. Партија е демократи затоа што сака да води миролюбива политика со цел свет. Секогаш кажувам и ќе кажам, Македонија ќе обстан. Македонија ќе биде вечна и вековита. Заедно со сите граѓани на Македонија, независно вера, религија, нација и не знам што друго. Нас во Македонија ни треба народ, способни луѓе, што вели господино, професионалци да водат ова држава, да им помогнат на сиромасите, на болните, на старите. Ние сме држава на криминал, држава што изгуби тотално компас, држава кај што не постои повеќе хуманост. Ако не постои хуманост, честност, поготово кај функционерите, таа држава ќе пропадне. Јас живеев 35 години во Америка. Тамо ако работеш, ако си честен, напредуваш. И држава во Америка велат не се гради со крадење, се гради со работа, со честност. Луѓе, народе, кои тука слушате и ќе ослушате овај мој говор и на другите говорници, запамтете една работа. Ние мора да ја спасиме Македонија од криминалците. Зошто си носат закони? Кривичниот закон го променија и велат: мој јаден народе, ние ќе ве крадиме, бидејќи вие си молчите, не се буните, не преземате акција против нас. Тогаш ние ќе продолжиме да ве крадиме и со ова фактички се наградува плачката, нечестноста, криминалот. Никош како демократ преце и како човек нема јас и со нашите сите сили да како демократи да им дозволиме повеќе да уништуваат ова наша убава Македонија. Луѓе, освестете се. Се бориме против криминалот, политичкиот криминал, стопанскиот криминал, митото и корупција, кажувам и пак ќе кажам, политичкиот криминал. Функционерите кои што спроведуваат власт на овој криминал се најопасна форма на криминал. Најопасна форма на криминал. Потикнува, стимулира, поддржува, го развива стопанскиот криминал. Градоначалници, советници, министри, премиери, што ти не таму. Велат, сакаш да градиш зграда? Да, сакам, ама ќе фрлиш 2 стана вамо. Ќе ни ставиш во джепче едно 100.000, 50.000 па ќе градиш. Нив не ги интересира дали некој парк ќе се уништи или дали ќе наредат згради една до друга. Која креират урбаната мафија? Каква урбана мафија? Не постои урбана мафија. Ако имаме здрава политичка структура, ако имаме здрава власт, влада, министри, градоначалници,
Советници. За која урбана мафија зборуваме? Знаете која креира урбаната мафија? Па политичарите. Одни поголеми криминалци не постојат во Македонија. Демократи се ќе направат со ваша помош, народе, граѓани на Македонија, да дојдеме една за секогаш. Единствена причина зошто сме собрани денес, како и што кажам на почетокот, демократи велат стоп на политичкиот криминал, демократи велат стоп на стопанскиот криминал, митото и корупција, стоп на криминалот во здравството, образованието, стоп на криминалот во што постои во градежната индустрија, стоп на криминалот по банките, стоп на криминалот во животната средина. Секој ден, како што кажав, не трујам. Јас живеам Скопје, живеам Битола на релација, Битола смрде и во лето некогаш, во зима да не зборуваме. Ги оборуваме сите рекорди. Како демократи сакаме порака се да упатиме до народот на Македонија, до граѓаните. Ние отпочнавме борбата пред 5 години против овие злосторнички криминални банди од криминалните политички партии на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци. Продолжуваме, ќе успееме. Ние потекнуваме од народот, ние сме мојки, ние се бориме за народот, ние сме сила и заедно со народот демократи ќе спаси Македонија и ќе креира функционална држава каква што сите заслужуваме. Ќе креираме иднина за нашите внуци, внуки, сограѓани и за нашите фамилии. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живеат сите народи и народности во Македонија, македонски граѓани, Македонија вечна и вековита. Бог да ја благослови Македонија.